Традиционалните вредности на македонските производи се вреднуваат на различни начини, но она што е светско движење и филозофија на живење, slow food или бавна храна, веќе подолго време се применува и имаме конкретни активности и во Македонија. Има некаде 13 конвивиуми или заедници каде што се одредени одделни производи, а некои од нив и заштитени со знаката Президиум во светски рамки, што значи еден комплимент или епитет што го задржува стандардот на slow food. На оваа тема, а секако и во нагласувањето на она што треба и во иднина да се прави, за да можат младите да се запознаат за slow food и за традиционалните вредности, рецепти и се што представува, како што реков на самиот почеток, филозофија, ќе поразговараме со професорката Василка Стефановска, која што е координатор на slow food водно, иначе професорка по храна и пијалаци при Средното угостителско училиште Лазар Танев. Добар ден, добре дојдовте. Мислам дека е вистинско време малце повеќе да им објасниме на нашите гледачи и пред се наменето и кон младите, бидејќи вие постојано и се дружите со младите, за значењето на бавната храна. Добар ден и ви благодарам што ме поканивте во емисијата и да го искористам моето присуство и да им го честитам и јас големиот празник со оглед на тоа што овие празници се поврзани со традицијата и во исхраната и традицијата во начинот на подготовка на храната. Ме радува што сум денеска ваш гостин. Ви благодарам. Значи, што представува Slow Food и конкретно вашата заедница водно? Slow Food е меѓународна организација која што веќе повеќе од 30 на години е на меѓународната сцена, организација која што почнува со своите активности во Италија и нејзин татко е Карло Петрини. Ние во Македонија веќе 10 години работиме со активности и програми кои што ги нуди интернационалната организација, се разбира на ниво и со начин како што ни овозможуваат нашата традиција. Во Македонија има 13 заедници, како што кажавте. Ние сме една од тие заедници кои што веќе 8 години активно учествува во сите активности на оваа организација. Почнавме како училишна активност, затоа што јас работам со ученици и потоа се приклучивме на организацијата затоа што активностите го надмина училиштето, односно ги надмина активностите во училиштето. Се работи за активности кои што се темелат на традицијата во исхраната и начинот на одгледување на прехранбените продукти. Може ли да одбележиме некоја традиционална манифестација која што ја организирате вие? Ние во рамките на Slow Food нешто што е за нас веќе карактеристично е Денот на бабата кој што го организираме секоја година кон крајот на мај. Тоа е исто така проект кој што е во рамките на интернационалната организација Slow Food. Во рамките на оваа манифестација, ние, членовите од Slow Food и гостите наши, кои што се дел од таа манифестација, носиме храна која што е подготвена врз основа на традиционалните рецепти и во овие изминати години имаме доста собрано традиционални рецепти и на тој ден се презентира и се дегустира храната. Колку сте поврзани со локалните производители на зеленчук, на овошје? Дали постои таков проект засебен? Во рамките на Slow Food како организација основна цел е врската со локалните производители. И всушност најзначена е контактот помеѓу локалните производители и консументите, да се обезбеди еден контакт кој што ќе овозможи сигурност во исхраната. На еден таков проект ние изминативе 2 години работевме од програмата на Erasmus+. Бевме како сопартнери на една француска невладина организација и во рамките на проектот имавме неколку меѓународни средби од каде што исцрпевме навистина многу големи искуства
Во Франција нешто што мене многу ми остави впечаток е начинот на кој што локалните производители се обединуваат во заедници и тие заедници, здруженија функционираат безпрекорно. Тие се обединуваат и еднаш два пати во месецот на одредено место ги продаваат своите производи, ги пласираат и на тој начин овозможуваат граѓаните, консументите да знаат точно од каде потекнува храната и кој е производителот. На овие работилници имавме прилика да видиме како локалните производители заедно со консументите во одредени периоди подготвуваат храна и таа храна потоа консументите си ја носат во своите домови. Може аспарагусот, шпарглата најмногу таму е во тој дел во Франција. Да, ние бевме на една фарма каде што се одгледуваше тиква и потоа од тиквата правевме чорба која што ние сите си ја правиме дома, меѓутоа ја конзервиравме и така конзервирана и спакувана таа се продава и луѓето, ја мислам дека и кај нас би било тоа убаво затоа што веќе работното време до 5 часот попладне не им овозможува на младите, да кажем домаќинки, постојано свежа храна да подготвуваат. Значи ваквиот начин на здружување на локалните производители и нивната врска со локалните производители добро би им дошла. Искуството од Унгарија, затоа што и тие се дел од проектот, пак една друга новина за мене вака донесе. Тие од ИПА фондовите има некоја стара зградичка општинска, со парите од ИПА фондовите има преуредено како клуб за земјоделци. Потоа некое старо училиште го има преуредено во сладкарска работилница. Па доаѓаа луѓето, има двајца сладкари и професионалци и луѓе кои што сакаат да се обучуваат понатака да работат како сладкари. Во Бугарија пак од нашите партнери научивме, да кажем, дека оние фармерските пазари кои што веќе ги има во Италија и во западните земји, во Бугарија на голема врата чукнуваат и сега веќе еднаш во месецот во Софија се одржуваат такви фармерски пазари и мислам дека ги следам и дека се почесто и почесто ги организираат, што е добро и мислам дека нас еден таков фармерски пазар во Скопје па и во другите градови навистина многу ни фали. Место каде што локалните производители ќе ги носат своите производи и тоа ќе биде продажба од прва рака, нели? А консументите точно ќе си доаѓаат на време, ќе си знаат од кого и што купуваат. Така би се решил пласмано за многумина производители, зашто знаеме како стигнува до таа цена која што ние потрошувачите сега ја плаќаме. Трговците велат дека секогаш најголемиот чар го земаат вака кога е директен контакт е поинаку. Во секој случај знаеме дека имаме неколку президиуми, да го напотенцираме тоа. Сладкото од диви смокви е меѓу првото кое што беше украсено, да кажам, сепак е епитет и голема чест да се добие еден президиум. Секогаш имаме нешто организирано околу таа манифестација, што се предвидува за годинава? Сладкото од диви смокви е прв президиум и оваа година, секоја година се организира фестивал на сладко од диви смокви. Оваа година ќе се организира на 7 мај во Дојран и воедно покана до вашите гледачи еден убав викенд да си поминат на брегот на Дојранското езеро и со мирисот на зелените смокви така да ги поттикне малку. Потоа имаме и други манифестации во Слово, Тера Мадре. Да, оваа година имаме повеќе манифестации меѓународни. Една таква голема манифестација е Тера Мадре, манифестација која што се одржува секој 2 години во Торино, значи во срцето на Slow Food. Оваа година карактеристично се величи, да кажеме, планетата Земја, Тера Мадре. Така, да, се величи планетата Земја, место каде што можете да го почувствувавте целиот свет преку вкусовите и мирисите на храната.
Оваа година има новина во организацијата, затоа што досега се одржуваше во саемски простори и сега ќе се одржува на отворено и влезот ќе биде слободен за сите гости. Многу е голем бројот на учесници, затоа што во Slow Food организацијата членуваат некаде повеќе веќе од 150 држави и сите тие доаѓаат со своји делегати, со своји членови. И ова манифестација Тера Мадре е спој од практично две манифестации. Едната манифестација е Салоне дел Густо или место каде што локалните производители ги изложуваат своите производи и место каде што можете да ги пробате сите тие производи. И другата манифестација Тера Мадре, всушност мрежата на локални производители, на експерти, на универзитети, на училишта, на консументи, каде што се дискутира и се разменуваат разни искуства. Успешно се пресликуваат тие манифестации веќе и кај нас во Македонија? Да, оваа манифестација веќе 4 пати успешно се пресликува на балканските простори, како Тера Мадре Балкан. 2 пати се организираше во Бугарија, еднаш во Хрватска, оваа година ќе се одржи во Тирана во Албанија, од 2 до 5 јуни. Меѓутоа, јас повеќе би говорела за нешто што ќе се случи кај нас за прв пат, а тоа е Тера Мадре на Македонија во периодот од 24 до 26 јуни во Битола. Так, верувам дека многумина сега ги заинтересиравме што слушнале прв пат, а мислам дека има многумина кои знаат веќе за работата на Slow Food Македонија. Покана воедно сите што се заинтересирани можат и да се зачленат, оние љубители директно до природата кои што сакаат и да ги задржуваат и да ги зачуваат традиционалните вредности. Ви благодарам за учеството во емисијата. Тоа беше Василка Стефановска, иначе председател на Slow Food Водно и професор при Средното гостителско училиште. Иако мислев за темата малку повеќе и во други прилики поразговараме воопшто за угостителството и гастрономијата. Само накратко две реченици. Да, јас би сакала оваа прилика да ја искористам да им честитам на нашите готвачи кои што учествуваат на разни надпревари надвор од нашата земја и мислам дека нивната популарност и нивната љубов кон гастрономијата ќе овозможи многу млади луѓе да се одлучат да ја изучуваат оваа професија, затоа што гастрономијата е и култура, гастрономијата е и уметност, гастрономијата е и туризам. И наука. Пред се наука. Така да, еве, благо им препорачувам на младите да се посветат на гастрономијата. Ви благодарам за учеството во емисијата.